Беше тоа на 29. октомври 1902 година, кога во Скопје бил растурен таен леток до македонскиот народ да се приклучи кон револуционерната борба со паролите «Слобода или смрт» и да живее слободна Македонија. На 29. октомври 1940 година во Ленинград умре Димитрија Чуповски, еден од најистакнатите и најдоследни организатори и афирматори на македонската национална мисла, општественик, револуционер, политичар, дипломат, публицист, научник, издавач, историчар, картограф и филолог. Беше иницијатор и прв председател на Славенско-македонското научно-литературно друштво, основано во Петроград во 1902 година. Го основа и Национално просветното и Руско-македонското друштво во Петроград, а во периодот од 1912 до 1915 година на руски јазик го издаваше списанието Македонски голос, роден во селото Папрадиште, Велешко, во 1878 година. На 29. октомври 1944 година во селото Горно Врановци, Велешко, излезе првиот број на весникот Нова Македонија на македонски јазик, орган на Народно-ослободителниот фронт на Македонија. Вториот број излезе во ослободениот град Битола, а третиот број излегува во Скопје. Излегувањето на овој весник е од исклучително значење за развојот на современото македонско новинарство. На 29. октомври 1954 година роден е Петре Латиновски, прв градоначелник на општина Бутел во периодот од 2005 до 2017 година. На функцијата е избран на локалните избори во 2005 година. Беше тоа на 29. октомври 1964 година, кога е роден Зоран Ставревски, кој зад себе има 10-годишно искуство во развојни политики, со фокус на јавниот сектор и макроекономската политика и 5-годишното практично искуство на диалог и економска соработка меѓу меѓународните финансиски институции и развојните организации во Македонија. Пред да стане член на владата на Никола Груевски, работел во Светската банка, каде од февруари 2006 година бил водечки економист за развојни политики во одделението за операциони политики и услуги за земјите членки. Од јули 2009 година, по разрешувањето на тогашниот министер за финансии Трајко Славевски, бил избран за министер за финансии. На 29. октомври 1975 година во Скопје умре Ристо Крле, македонски писател и драматург. Неговото дело има големо значење за македонската драмска литература. Драмите Парите се оттепувачка, Милиони маченици и Антица, создадени пред Втората светска војна, представуваат своевиден блесок и се придружија кон творештвото на Антон Панов и Васил Илјуски. По војната ги напише уште и драмските дела Гроф Миливој и Велик ден, како и фрагментарно објавената биографија. Роден е во Струга на 3. септември 1900 година. Беше тоа на 29. октомври 1990 година, кога во Скопје, на градските гробишта Бутел, точно на 50 годишнината од смртта, беа положени посмртните останки на Димитрија Чуповски, една од најзначајните личности од историјата на македонскиот народ, кои на 29. јуни 1990 година беа пренесени од Санкт Петерсбург во Скопје. Беше тоа на 29. октомври 1993 година, кога е прифатена нотификацијата на Република Македонија, со која се пристапува кон Виенската конвенција за патниот сообраќај од 1968 година. Тоа значи дека возилата регистрирани во Република Македонија од овој датум ја носат ознаката МК. На 29. октомври 1994 година, по повод вториот круг на гласање за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, почна со работа прес-центарот.
Беше тоа на 29. октомври 1995 година кога умре Киро Поповски, основоположник и прв председател на Социјалистичката партија на Република Македонија. Смртта го затегне на функцијата подпредседател на Собранието на Република Македонија, која ја извршуваше од 1991 година. Киро Поповски е роден во тетовското село Вратница на 13. април 1942 година.